Добар ден, ученици! Јас сум Емилија Петрова, одделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Штип. На овој час, по предметот Општество, ќе се запознаеме со нова наставна содржина комунални дејности. На почетокот на часот ќе ви оставам време да размислите и да одговорите на следниве прашања. Што подразбирате под чиста средина? Дали знаете кој се грижи за чистотата во вашиот град? Каде граѓаните треба да го фрлаат сметот? Сигурна сум дека ќе се сложите со мене, дека многу е важно да живееме во чиста и здрава средина. Чистата и здрава средина е услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот на граѓаните. Затоа, секој граѓанин е подеднакво должен да ја штити и чува животната средина. Како што кажав на почетокот од овој час, ќе зборуваме за комунални дејности. Комунална дејност е стопанска дејност за давање на комунални услуги за задоволување на потребите на граѓаните, за која единиците на локална самоуправа обезбедуваат квалитетни услови. Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми. Во минатото, секое домаќинство се справувало со својот смет. Едни го гореле, други го закупувале во земја. Но во денешно време, со развојот на технологијата, животот на луѓето е поедноставен и полесен. Денес, општините се грижат за сметот со посебна служба за комунални дејности. Овие служби секојдневно го собираат сметот од контејнерите, поставени пред стамбените и јавни објекти, со специјално опремени возила. Собраниот смет го носат до одредено место, наречено депонија. Депонија е голема област, која е изградена за прифаќање на отпадот. Отпадот од домаќинствата најчесто се носи на локална депонија. Овие депонии прифаќаат ѓубре, како што е отпадот од храна, градинарски отпад, автомобилски делови, текстил, градежен шут и друго. Сепак, многу подобро е отпадот да се намали, повторно употреби или рециклира, отколку да се остава на депонија. Службата за комунални дејности има повеќе надлежности. Ќе наброиме неколку од нив. Чистотата на улиците, парковите, пазарите, одржувањето на речните корита се дел од надлежностите на службата за комунални дејности. Одржување и користење на јавниот простор за паркирање. Одржување на јавното осветлување е исто така дел од надлежноста на секторот за комунални дејности. Секторот за комунални дејности ги следи состојбите, што се однесуваат и на снабдување со вода за пиење, одржување на уличната сообраќајна сигнализација,
одржување на јавни санитарни јазли, изградба на канализационен систем, дезинфекција, дезинсекција, дератизација, давање на погребални услуги. Службата за комунални дејности секојдневно се грижи да ни обезбеди убава и чиста средина. Но запаметете, убавата и чиста средина е должност и обврска на сите нас. Чиста средина е еднаква на здрав живот. За крај, размислете и одговорете на прашањата во домашните тетрадки. Дали само службата за комунална дејност треба да ја чисти нашата околина? Како може да им помогнеме на вработените во службата за комунални дејности?